Честит и вечен нека е 24 мај, денот на се словенските просветители, светите браќа Кирил и Методи и денот на словенската писменост. Светите Кирил и Методи се значени за писменоста на сите словенски народи, како создатели на првото словенско писмо глаголицата, од која потекнува и македонската писменост. Нив ги слави и им оддава почит и целиот културен свет во денешна Европа, поради нивниот космополитски дух, со кој се поставиле како мост меѓу источната и западната европска цивилизација. Но тоа што нас не собира секој 24 мај и поради што сме денес овде, се почитоците на македонската писменост, поврзана со дејноста на Охридската книжевна школа, првиот словенски универзитет во тоа време, основан токму овде во Охрид. И со делото на нејзиниот основач, ученикот на браќата Кирил и Методи, Свети Климент Охридски, кој добил бројни наследници со значаен придонес за развојот на македонската писменост. Од најраниот период на македонската писменост, кој науката го бележи во 9 век, преку периодот од 16 до 20 век, кој важи за предстандарден период на македонскиот писмен јазик, преку периодот меѓу двете светски војни, кога на македонски јазик пишуваат Кочо Рацин, Коле Неделковски, а се изведуваат и повеќе драмски текстови на македонски јазик, па се до денес, кога веќе имаме стандардизиран и меѓународно признат и препознат македонски јазик. Факт е дека македонците, како одделен народ, со своји обичаи, културни традиции, живеат на своја македонска земја и говорат на свој македонски јазик. Фактите за длабоките корени на македонскиот јазик говорат и преку првата печатена македонска граматика на Ѓорѓе Пулевски, но и преку македонските интелектуалци како браќата Миладиновци, Кузман Шапкарев, Марко Цепенков, кои создаваат писмен јазик, претходник на идниот кодифициран македонски јазик. Говорат и преку Крсте Петков Мисирков, која прави првата стандардизација на македонскиот писмен јазик. 2 август 1944 година, првото заседание на АСНОМ останува врежан во македонската историја, меѓу другото и како денот кога македонскиот јазик официјално е прогласен за службен јазик во нашата македонска држава, пошто следната година се усвоени и македонската азбука и македонскиот правопис. И со тоа се случува конечната стандардизација на македонскиот јазик. Сето ова покажува дека македонскиот јазик е вистински и реален, со своја длабока историја и своја автентичност. Тоа што е и денес. И тоа што ќе биде за навек. Јазикот е нашата најкомплетна татковина. Ќе рече нашиот джин Блаже Коневски, а сите нам ќе ни остави аманет. Македонскиот јазик обстојал низ вековите благодарение на тоа што луѓето зборувале, раскажувале, прераскажувале и твореле, создавале дела на македонски јазик. Преку македонскиот јазик обстојуваме и ние, македонците. И со додека има луѓе кои го употребуваат македонскиот јазик, тој ќе постои, а ќе постои нашата единствена татковина Република Северна Македонија. И затоа како одговорна влада кон ова свое богато културно и историско минато и кон својот народ, донесовме тешки, државнички, храбри одлуки, со кои најнапред ги осигуравме територијалните граници преку членството во НАТО, а потоа ги зацврстивме и заштитивме нашиот јазик и нашиот идентитет преку почетокот на преговорите со Европската Унија минатата година. По овој пат одиме за да го осигураме европскиот квалитет на животот тука дома и да си ги задржиме младите, да живеат, да учат, да работат во родната земја, но тука во своја држава. За да има кој да говори, пишува и создава на мајчиниот македонски јазик денес и секогаш, во својата татковина како дел од Европа. Макотрпен е патот на нашиот народ, поплачен со многу болка, жртви, дадени животи, на знаени и незнаени борци и творци, за ние денес да имаме своја македонска држава и како македонски народ да зборуваме на својот македонски јазик и да сме признаени во целиот свет. И ете, ова ние го постигнавме. И веќе е јасно за сите. Вистината за признанието на македонскиот јазик, потоа во Обединетите нации и во Европската Унија, дојде со договорот за Фронтекс, првиот ваков договор помеѓу Европската комисија и Република Северна Македонија,
на македонски јазик, без какви и да било звездички или фусноти во тој договор. За вистината зборуваат фактите дека македонскиот јазик денес е на рамноправно рамниште со сите други јазици што се зборуваат во Европската Унија. Европското законодавство се преведува и на нашиот мајчин македонски јазик. Како влада, можеби како ниту една друга влада досега во независна Македонија, и подадовме рака на домашната јазична, книжевна, научна мисла и заедно одговоривме на аманетот на Коневски, македонскиот јазик да го сочуваме, обезбедувајќи го неговиот континуитет. Значаен придонес во неговата еманципација и унапредување е новиот предлог закон за употреба на македонскиот јазик во чиј текст владата веќе го утврди. Ги зедовме предвид укажувањата на јазичната наука дека е потребно значително зајакнување на законските мерки за грижата и употребата на македонскиот јазик и со овој предлог закон предвидовме проширување на областите каде задолжително се употребуваат македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо. Воедно со овој предлог закон овозможивме правна основа за донесување национална стратегија за македонски јазик. Цврсто сме определени да осигураме ефективна заштита, негување, промоција и афирмација на македонскиот стандарден јазик. Воедно со предлог измените на законот за државните награди, воведовме нова државна награда за оддавање признание за високи стручни и научни достигнувања од областа на македонскиот јазик во земјава и во странство, која ќе го носи името на основачот на современата македонска наука за јазикот Блаже Коневски. Во мандатот на владата што ја предводам го започнавме и проектот за реконструкција и ревитализација на старото училиште Димитар Влахов во село Љубојно, односно негова адаптација во Центар за промоција на македонскиот јазик. И покрај тоа што функционираме во време на глобална, светска, економска и енергетска криза, ја поддржуваме со буџетски средства и дигитализацијата на сите картотеки во Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков, со цел да се постигне трајна заштита на околу 5 милиони вредни записи на постари, но и стари македонски текстови на дијалектички записи, а некои од нив се дури и од 14 век. Во времето на нашиот 5-годишен мандат веќе знаете дека на интернет платформата е поставен дигитализираниот толковен речник на македонскиот јазик. Дигитализиран е и правоописот на македонскиот јазик. По повеќе од 24 години овозможивме вработување на 17 млади лица, магистри, докторанти и доктори на науки по македонистика на Институтот за македонски јазик. И со вработувањата на институтот ќе продолжиме и оваа година. Воведовме и Ден на македонскиот јазик, 5 мај, во чест на 5 мај 1945 година, кога тогашната влада го официализира современото македонско писмо, односно ја означи современата азбука на македонски јазик. Можам да набројувам и понатаму, но ете вака ние се грижиме за нашата македонска писменост и за нашиот македонски јазик, преку дела. Благодарам за корисната и значајна соработка со Советот за македонски јазик, на професор доктор Људмил Спасов и на сите членови на Советот во напорите за што поквалитетни владини политики во делот на заштитата, негувањето и афирмацијата на македонскиот стандарден јазик. Овде лично сакам да ви порачам дека јас како премиер и ние како влада сме отворени за принципијална и конструктивна соработка со секој од вас овде и со институциите, факултетите, институтите, универзитетите од каде што доаѓате. Затоа што сакам да знаете дека кога станува збор за нашите идентитетски определби, чувствителноста ни е иста, како што се верувам исти и нашите определби да напредуваме како македонци кои говорат, пишуваат и творат на македонски јазик во европското семејство на народите и државите каде што и припаѓаме. Натаму одиме, натаму сме тргнати, патот е зацртан одамна, уште од светите Кирил и Методиј, кои важат за темелници на европскиот интеркултурализам, тоа што ние веќе го практикуваме, а тоа што треба да го направиме е да продолжиме напред. Пред вас и пред нас шансите се реални повеќе од кога и да било. Македонските научници, лингвисти, книжевници, уметници да работат и да создаваат меѓу европските колеги во широкото европско поле на нови можности, кои што отвораат нови и значајни перспективи за денешните и за идните генерации. И јас доаѓам од науката, иако од друга научна област, но знам колку е важен просторот за дејствување каде што се реализираме, се остваруваме, но и се надминуваме себе си, преку интеракција, искуства и можности
за соработка. Верувам во вашата поддршка на овој пат, што е многу значена за просперитетот и на граѓаните и на државата. Благодарам за вниманието, за честа која што ми укажавте и посакувам успешна дебата на овој панел. Ви благодарам. Благодариме. Сега ќе продолжиме, но да дадам едно мало објаснување за нашиот панел. Ете, повторувам во интерес на времето, ќе ви се обратиме секој со 5 минути, се надеваме по 5 минути, за да можеме да дадеме едно согледување наше научно кон македонскиот јазик и важност во рамките на словенскиот свет. Особено што на македонската дијалектна територија имаме, која ги надминува секако границите на нашата држава, имаме голема лексичка разнообразност која што е наследена со векови и има различно потекло. Како илустрација ќе наведам еден пример од општо словенскиот лингвистички атлас. Тој е најголем проект кој се работи повеќе од 50 години под покровителство на Меѓународниот комитет на славистите. При што македонскиот јазик со своите дијалекти е представен рамноправно со другите словенски јазици и дијалекти. Во овој атлас се застапени 850 населени места на целата словенска територија. Би дал еден пример, тоа е поимот Бубамара, значи за него имаме 850 одговори. И сметам дека она што е интересно, на пример на целата источнословенска територија, представена со над 300 населени места, имаме само еден поим, кој би можел да го интерпретирам како Божја кравичка. Исто како и на српската, хрватската територија, каде што поимот Бубамара е најзастапен. Од друга страна пак, македонската дијалектна територија, представена во овој меѓународен атлас со само 24 населени места, се среќаваат 16 на различни називи. Значи таму на 300 населени места еден назив, кај нас со 24 имаме 16 различни називи. Би прочитал некој: Бубамара, Литмара, Летнимара, Марушка, Кравичка, Паскалица, Кралица Марица, Кравица Божица, Калиманка, Калимала, Кала Бубала и така натаму да не ги. Кравајче, Мравајче. Токму ова сметам дека навистина многу на добар начин го покажува и го истакнува лексичкото богатство на македонскиот јазик. Од друга страна би дал еден пример што се однесува на граматичкиот систем на македонскиот јазик и кога би го гледале во поширок контекст, тука особено се издвојува глаголскиот систем на македонскиот јазик. Бидејќи тој чува најголем број на наследените категории уште од прасловенскиот период. Например, во однос на категоријата време, македонскиот јазик ги зачувал наследените прости минати времења, значи имперфекти аурист или минато сложено определено и неопределено време, кои во повеќе словенски јазици се загубиле. И исто така македонскиот ги развили сложените минати времења со помошниот глагол сум плюс л форма. И повторно и во словенски контекст би скокнал, би дал еден пример во полскиот јазик, кој што е исто така географски на периферијата на словенскиот свет, сосема на другата страна. Таму во целиот глаголски систем временски имаме само еден формален показател за минатите времења, тоа е таа стара Л форма, и таму би имало працовал, оглондал, шпјевал и така натаму, додека во македонскиот јазик можеме на над 12 начини да изразиме дали сме сведоци на настанот, дали е завршено дејството, дали имаме личен став, дали заземаме дистанца, дали ние сме го виделе тоа или некој друг ни кажал. Така што тоа богатство во тој систем ги користи и наследените карактеристики уште од најстарите времења, но и некои иновации, од која што сметам дека конструкцијата која нема во другите словенски јазици, а тоа е конструкцијата со имам плюс глаголска придавка, имам работено, имам читано, имам гледано, всушност е настаната во контакт со, или еве сега сме во Охрид, имам бидено, биден сум на плажа и така натаму. Тие конструкции
не се наследени од прасловенскиот или туку се настанати во контактот со другите балкански јазици. Така ако погледнеме во албанскиот, таа конструкцијата ункам пунуар, во романскиот амлу крата, токму имам работено. Така што македонскиот ја вклучил на подлабоко ниво и таа конструкција, заедно со наследените словенски конструкции, во моментот, мислам, и има буквално најбогат глаголски систем од сите словенски јазици. Така што, токму таа слободна комуникација и силна интеракција меѓу јазиците и дијалектите на овие простори, покрај просторниот фактор, била овозможена и од тоа што, еве, ќе парафразирам како што кажува мојот ментор и наш ценет колега, професорот Виктор Фридман, често прераскажува дека кога со едно тескере и едно магаре се стигнувало од Корча до Истанбул. Што денес би можеле модерно да го преведеме како отворен Балкан, да кажам, но во минатото, нели? Но не само дијалектната лексика, туку и воопшто целата јазична структура на македонскиот јазик покажува како еден јазик може да се адаптира кон променливата општествена и културна околина. И долг период, немајки норма, да опстане длабоко реорганизирајќи го својот граматички систем. Со тоа, македонскиот јазик, задржувајќи ја виталноста на своите дијалекти, овозможил полесна и поеднозначна комуникација меѓу своите говорители. А исто така, создавајќи заеднички длабински модели, овозможил и поголемо разбирање со другите балкански јазици. Токму таа уникатност и посебност на македонскиот јазик се една од причините за неговото високо место во меѓународните лингвистички, социолошки и културолошки проучувања. Последната реченица, или го надмина времето? Последната, се извинам. Затоа можеме да кажеме дека клучот за повеќе вековниот континуитет и обстанокот на македонскиот јазик се токму во неговата способност да се адаптира кон промените, да ги вгради во својот систем тие промени и со тоа да биде модел во пошироки рамки за тоа како еден јазик, дури и во доста неповолни околности, може да стане одржлив, еволутивен и иновативен. Ви благодарам. Да, а сега го замолувам професорот Димитар Пандев, професор на катедрата за македонски јазик при Филолошкиот факултет, да ни се обрати со своето излагање. Благодарам. Насловот на моето излагање е соодветно на насловот на панелот Македонскиот јазик во словенскиот свет. Убав е словенскиот свет, особено со својата дијалектна раздробеност и со јазичната разновидност, која ќе овозможи оформување на значителен број литературни јазици со изразити граматички особености и со доловени лексички значења. И сето тоа како резултат на јазични вкрстувања на култури и цивилизации, но и на стилски синтези на јазикотворечки личности. А една од клучните точки на јазичните вкрстувања меѓу различните светови и на стилските синтези во книжевностите била и останува за навек Македонија, лулката на словенската писменост. Ние, македонците, од секогаш сме го знаеле тоа, зашто од овде, од Охрид, сме го имале тоа како Свети Климентов завет, а тој податок за науката станува кристално јасен пред најмалку 130 години, со прецизни дијалектолошки сонди на живи говорни бранувања, исто како што славистите почнуваа да не се сомневаат повеќе во приказната за светите браќа Кирил и Методи, туку да ја прифатат за научна вистина пред точно 180 години. Беше тоа во времето кога науката веќе не и веруваше на црквата, а и како да верува дека посветила два брата веднаш по нивното упокојување,
и од науката за нив, што ќе се нарече кирилометодиевистика, славистиката застанува на цврста филолошко-лингвистичка основа и од неа се развиваат науките за отделните словенски јазици и литератури, меѓу нив и македонистиката. И токму во тоа време, 19 вековно, кога се оформуваат повеќето словенски литературни јазици, со своите книжевни дела, македонските просветители и преродбеници ја опфаќаат безмалку сета македонска етнографско-јазична територија, зашто речиси сета ја беа имале пропатешествувано, едни како исповедници на минатото, други како просветители на иднината, исто како што престојувале и во најзначајните во тоа време манастирски и градски центри. И не се тоа само пропатување низ земјата македонска, туку и низ времето македонско, во кое вртоломно се менуваат глоси и метафори од различни јазици, но и патешествија низ безмалку сите европски земји, во кои се чувствувале боите на слободата. Резултатот сето тоа е поволна јазична ситуација за литературен јазик. Македонските писатели меѓусебно се надополнуваат, но и оформуваат еластична јазична норма, која осцилира низ пресеците на историската панорама на македонскиот јазик. И не само на историската, туку и на ареалната. Од Свети Климент Охридски, што ќе рече од седмочисленичката дружина на светите браќа Кирил и Методи, преку школата на Димитрија Миладинов и преломниот кодификаторски подвиг на Крсте Петков Мисирков, тоест на Македонското литературно друштво во Петроград до Блаже Конески, односно првите македонски лингвисти и писатели од времето на официјалната и државотворната кодификација на македонскиот јазик во 1945 година и до нас овде присутните. Македонскиот литературен јазик денес во словенската јазична панорама на својот историски портрет неумолимо ги потврдува основните поставки на структурно-функционалната и естетската лингвистика, имено дека јазикот е систем или дух, а тоа ниту се признава, ниту има потреба да се докажува, туку се потврдува или се прифаќа во онаа смисла во која кај системите најважно е одржувањето со сите расположливи средства, а кај духот преносливоста. И така се одржа системот на македонскиот јазик со најбезбедната смена од синтетизам во аналитизам, што била возможна во словенската структура на реченицата, и се одржа духот на македонскиот јазик со сите варијации на преминот од словенската митологија во христијанската религија и понатаму низ сите предизвици на времето, кои не биле малку, а македонскиот јазик знаел и умеел да ги надмине, а најтежок бил првиот предизвик – да создаде азбука за словенскиот свет, убава за поглед и звучна за слух, и што знае да зборува, сиреч да глаголи. Јазикот е општествена институција, со своја јазична санкција која отвора простор за јазична норма, а таа пак за кодификација на народниот јазик во литературен, врз основа на бесконечен корпус текстови кои постојано се пресоздаваат, како што е непрегледен списокот текстови за Кирил и Методи. Македонскиот јазик е трезор во кој се чува народното јазично богатство, во онаа смисла во која се вдомил во текстови засведочени од Свети Климентово време до денес и се разбира во овие наши денешни искажувања во чест и слава на светите браќа. Почитувани присутни,
Чествувањето на 24 мај, денот на сесловенските просветители Кирил и Методи, го афирмира старословенското наследство на македонскиот јазик, кое што го открива и подвлекува кохезивното ткиво на словенскиот културно-јазичен дигнитет, што представува основа и за оформување на македонскиот национален идентитет. Овие стојалишта представуваат фундамент врз кој се заснова и се надоградува македонската медиевистика, историјата на јазикот, науката за литература, механизмите на културната меморија. Прашањето за старословенското наследство во Македонија се заснова врз Кирило-методиевската традиција, врз придобивките на Охридската книжевна школа и на Свети Климент Охридски. Овде би сакале да ги проследиме во неколку релевантни точки. Првата се однесува на самостојната културна акција на Свети Климент Охридски и на неговите последователи, чија вертикала се следи се до нашата современост, значајна во процесите на будење на историската свест и во обликувањето на македонската национална и културна традиција. Квалитетите на Кирило-методиевското и Климентовото книжевно творештво бележат зрелост во нивниот стилски израз на јазик кој туку што ја доживеал својата прва писмена обработка. Нивниот подвиг се оценува како мера на највисоката образованост на нивната актуелна епоха. Затоа, во првата генерација словенски писатели се согледуваат зачетниците на едно културно движење со голем потенцијал, што се разграни во иднината, на што денеска сме сведоци како афирмирана творечка состојба во секоја словенска национална литература оделно, вклучително и на македонската. Втор фундус. Примената на изворните идеи на Моравската мисија, одразена во делото на Свети Климент, во однос на писмениот јазик и словенската азбука, глаголицата, која во Охрид ја има својата традиција се до крајот на 11 век, и на Кирило-методиевскиот превод на Светото писмо. Тој словенски јазик се употребувал на една опширна територија како обработен и софистициран јазик кој во својата нормираност се издигнал над народната основа. Во Кирило-методиевскиот превод спрема различните грчки редакции на Светото писмо, солунските браќа изразиле не само извонредна филолошка подготвеност, туку и силно чувство за стилските и за емоционалните можности на словенскиот јазик, формиран врз јужнословенска основа. Делото на Кирил и Методи жилаво брането во Моравија, жилаво се бранело во неговата севкупност и на македонски терен, и како завет пред великите учители им се наложила на Климента и Наума должноста да не се откажат од нивното оригинално писмо и традиција, ами со сите сили да настојуваат да им го предадат на поколенијата, што како процес го следиме се до современите македонски книжевни и културни остварувања. Третиот фундус се однесува на улогата на Свети Климент во создавањето на култот на Свети Кирил и Методи, изразена на македонски терен, кој во своите восхвални ораторски и химнографски состави посветени на нив, во словата и службите, посебно во восхвалната похвала на блажениот учител Свети Кирил филозоф, пројавува личен однос во величење на нивниот подвиг, со интенција да го воведе во култното празнување за едничкиот спомен на учителите Кирил и Методи. Оваа традиција на македонски терен се согледува од 9 век, па се до современоста, низ најразлични облици. Во формирањето на црковен календар за прослава на нивната памет, уште во 9 и 10 век во календарот на Охридската црква. Низ преписите на состави посветени на нив во македонските скрипториуми, некои до денеска најстари познати во науката. Нивно присуство во фреско живописот во континуитет од 10 век па се до денес, најстари познати портрети во европскиот простор во фреско живописот во Охрид и во Преспа. И пред се, тие се присутни во свеста на нашиот народ, во колективната меморија.
и интимно се сврзани со нашиот секојдневен живот и судбина. Со нивната дејност се докажа дека словените се вклучија во културниот свет како активен субјект, а не како аморфна маса без свој културен лик. Четвртата точка се однесува на оформување на култни спомени кон ранохристијанските светители, вметнати според различни аналогии во словенската традиција и користени во подкрепа на Климентовата замисла да се покаже дека таа традиција има што да чува од старото христијанско наследство создавано на македонски терен и дека се надоврзува на него. Пример е посветата на Свети Пантелеимон на Климентовиот храм на Плаушник. Свети Климент, и петата точка, Свети Климент е поставен во редот на оние исклучително значајни фигури околу кои, според синтагмата на Блаже Конески, се случува кристализација на македонската национална свест. Времето на Климент Охридски, кој зрачеше широко во целиот словенски свет, подоцна станува основа за бранување на разбудената македонска национална свест. Во таа насока Конески истакнува: јас ја гледав шансата на младите литератури во едно резултантно вкрстосување на вредностите на локалната традиција со литературните струења што се шират од центрите на изразита културна радиација. При тоа, не треба да се губи од предвид дека и компонентата што ја именуваме како локална традиција не е ограничена само на дадена етничка група и нејзиниот јазик, ами представува сложена структура создадена во една многу поширока културна сфера во која македонскиот народ и неговиот јазик биле со векови инкорпорирани. Со тоа, како култура, ние не сме на маргината, ами во матрицата на европската културна традиција. Денес богатството и разноликоста на македонската литература, создавана во долг временски континуум, не се перцепира само низ облиците на современото творештво, туку и од аспект на влијанието од историјата, на традицијата, од интеракциите меѓу процесите и промените со другите литератури и култури. И затоа, секако, силна е врската со колективната меморија, која се базира врз обреди, усни истории, врз книжевност, врз филм, што го одредува националното брендирање на македонската културна традиција. Ви благодарам. Како обстојал македонскиот јазик се до неговото стандардизирање во 1945 година? Одговорот е многу едноставен, а тоа е следното. Обстојала е низ вековите луѓето, односно зборувачите, кои го употребувале македонскиот јазик, односно народниот македонски јазик, и ако не го земеме предвид црковнословенскиот период на македонската писменост, на глаголица и на кирилица до 15 век, можеме слободно да кажеме дека современиот народен македонски јазик навлегува во писменоста од кај 16 век. Инаку тоа е времето на европската ренесанса, времето на будењето на народите и на народните маси, кои постепено се школувале и се описменувале. Што значи тоа? Тоа значи дека тогаш постоеле кај нас писмени луѓе кои читале книги и кои и ним им биле потребни книги напишани на народен говорен јазик. Во 17 и 18 век народниот македонски јазик се употребувал во писмени текстови во секојдневниот живот. Тоа биле трговски договори, аманети, изводи од катастар, да речем современо и слично. Во првата половина на 19 век се јавува едно просветителско движење базирано на христијански вредности, се проповеда Библијата, но на живиот народен јазик. Таков пример е Кониковското Евангелие од 1852 или 53 година од јужните краишта на Македонија, напишано на современ народен македонски јазик и на народен новогрчки јазик. Патем има благородна задача да станам еден од издавачите на овој текст. Таков пример е делото на Кирил Пејчиновиќ, неговите проповеди врзани со црковни текстови од северните краишта на Македонија. Втората половина на 19 век
е времето кога и покрај сите политички тешкотии, врзани со непостоење на своја држава, засилувањето на црковните пропаганди и слично, се развива стремешот да се создаде современ писмен јазик. Се јавуваат македонски интелектуалци, кои постепено, но сигурно, создаваат писмен јазик, претходник на идниот кодифициран македонски јазик. Да ги споменам овде браќата Миладиновци, Кузман Шапкарев, Марко Цепенков и многумина други. Тоа е времето кога се создава интелектуален граѓански слој, кој ги афирмира културните вредности. Ваквото движење е материјално поддржано од средниот, побогат, земјоделски, трговски, занаечки слој, што ги дава материјалните средства, но за жал се уште немаме своја држава. На почетокот на 20. век се јавува идеологот на македонската културна борба Крсте Мисирков и тој ја прави првата стандардизација на македонскиот јазик. Конечната стандардизација станува на 3. односно на 5. мај 1945 година со усвојувањето на современата македонска азбука и 7. јуни 1945 кога е усвоен современиот македонски правопис, од кога на 2. август 1944 година АСНОМ, представничко тело на современата македонска држава, одлучи дека во македонската држава официјален службен јазик ќе биде македонскиот јазик. Улогата на Блаже Коневски на неговото дело се најтесно врзани со последниве настани. Еве вака обстојавме ние, македонците, и вака обстојува македонскиот јазик. Се додека има луѓе кои го употребуваат македонскиот јазик, тој ќе постои и ќе постои нашата единствена татковина. И уште нешто, ќе се сетам на Ѓорѓи Пулевски, на неговата реченица, бидејќи живееме во мултикултурна средина, кога ќе излезеш чаршија, ќе го поздравиш соседот на македонски, па на албански, па на турски, па на влашки и така натаму. И уште на моја желба, ако можел овој народ, или ако можел овие народи да живеат во минатото без граници, можат и во иднината. А тоа за мене е Европската унија. Благодарам. Сме собрани овде да им оддадеме почит на светите браќа Кирил и Методи како татковци на словенската писменост во светот. Придобивките од мисијата на светите браќа за целиот словенски свет се повеќе од јасни. Но колку извонредно важна била нивната мисија, говори фактот што тие од пред повеќе од 40 години се прогласени за патрони на Европа, признание дадено од Ватикан, како символи на основните европски цивилизацијски вредности како што се образованието и диалогот меѓу различните вери, култури и нации. Континуитетот во развојот на македонскиот јазик, како признат член на светското јазично семејство, на чие истражување работат не само македонските, туку и голем број познати странски научници, го следиме уште од 10-11 век, кога во црковнословенските ракописи се појавуваат првите типично македонски црти зборови. Тој развој продолжува низ вековите, со засилено навлегување, како што слушнавме, на македонскиот народен јазик во ракописите од крајот на 16 век. Во 19 век веќе се појавува и јасната свест за посебноста на македонскиот јазик и за неговото место меѓу словенските јазици и јазиците на светот. Свест што најмногу доаѓа до израз во делото за македонските работи од Крсте Петков Мисирков, кое годинава одбележува 120 години од објавувањето во 1903 година. Сето тоа кулминира со прогласувањето на македонскиот јазик за службен јазик во нашата држава на првото заседание на АСНОМ, 2 август 1944 година, и со конечната кодификација на македонскиот стандарден јазик во 1945 година, со усвојувањето на македонската азбука и правопис, а потоа и со основоположничките дела на великанот на македонскиот јазик, Блаже Коневски, а тоа се граматиката, речникот и историјата на македонскиот јазик. Каде е денес македонскиот јазик во семејството на словенските јазици? И каде е тој наспрема старословенскиот јазик кодифициран од светите браќа Кирил и Методи? Како и сите други словенски јазици, и македонскиот тргнал по свој собствен развоен пат. Се модернизирал исто како што се модернизирале и другите современи европски јазици наспрема нивните претходници.
Новите модерни јазици морале да одговорат на новото природбеничко време, па не можеле паралелно да држат во употреба и сложен именски систем и сложен глаголски систем, какви што биле во дотогашните литературни јазици, латинскиот, старогрчкиот, црковнословенскиот. Нешто морало да се упрости. А старословенскиот јазик имал многу сложен граматички систем. Кај именските зборови имал 7 падежи и 11 деклинации, а кај глаголите 9 глаголски времиња. Наспрема латинскиот, например, со 6 падежи, 5 деклинации и 6 глаголски времиња. Токму во тој поглед се случила големата структурна разлика меѓу македонскиот јазик од една страна наспрема другите словенски јазици од друга. Најголемиот дел од словенските јазици го упростиле глаголскиот систем, па некои од нив денес користат се на се 3 глаголски времиња, сегашно, минато и идно. Но затоа пак во именскиот систем ги задржале падежите и деклинациите. А македонскиот јазик го упростил именскиот систем. Падежи, знаете, немаме. Но затоа во глаголскиот систем не само што ги задржал старите словенски времиња, туку и ги надоградил со нови времиња. Па сега во македонскиот јазик има 8 глаголски времиња од словенско потекло и уште 2 пати потолку од несловенско потекло. Значи, вкупно, ако сакаме, можеме на македонски јазик да се изразиме со 24 глаголски времиња. Веќе се споменато. Во таа смисла, во современиот македонски јазик гледаме спој на словенска лексика со еден несловенски граматички систем, како одраз на допирот што тука се случува меѓу словенскиот и несловенскиот свет, што го прави македонскиот јазик најнетипичниот и за мене дефинитивно најинтересниот представник на словенските јазици. Македонскиот јазик е истовремено и мал и голем јазик. Мал е зашто го зборуваат мал број луѓе, а голем е зашто на него се напишани илјадници наслови, уметничка литература, прекрасна поезија, но и врвни научни дела. Денес сме свртени кон европската иднина на нашата земја, а со тоа и на македонскиот јазик како рамноправен член на европското семејство јазици. За рамноправноста на јазиците, впрочем, зборувал и Свети Кирил пред точно 1160 години, кога ги изговорил зборовите актуелни и денес: не врне ли дошт од Бога еднакво за сите, а сонцето не грее ли исто така еднакво за сите, зарем не дишеме воздух сите еднакво. Ви благодарам. Македонскиот јазик денес во словенскиот свет. Местото на македонскиот јазик како дел од словенскиот свет е веќе дефинирано и потврдено преку дејноста на големиот број слависти кои своите научни истражувања ги посветуваат на македонскиот јазик, како и на македонскиот јазик во однос на другите или во контекст на другите јазици. А нивниот број не е мал, и тоа не само во словенскиот свет, туку и пошироко. За неговото место говори присуството на македонскиот јазик во студиските програми на голем број словенски универзитети на некои повеќе од 60 децении, како што е Универзитетот во Љубљана, кој минатата година ја прослави 60 годишнината од поставувањето на темелите на македонистиката, се одбранети над 80 дипломски и магистерски трудови од областа на македонскиот јазик и книжевноста, потоа Универзитетот во Марибор, универзитетите во Белград и во Загреб. 50 година македонскиот јазик се изучува и на Јагелонскиот универзитет во Краков, Полска, во Русија, Ломоносов во Москва, повеќе од 30 години во Сосњовец, потоа во Брно, Братислава, Познањ, Перн, Нови Сад, Ниш, Универзитетот во Риека, кој неодамна прослави 15 години од основањето на лекторатот, како и други центри, не само во словенскиот свет, туку и поширок. Можеби во овој контекст е добро да ги нагласиме сите оние позитивни практики во насока на успешно реализирани проекти, кои во иднина би требало да продолжиме да ги негуваме, одржуваме, обновуваме и секако надградуваме. Тоа се засилена меѓународна соработка преку потпишување договори за билатерална соработка и учество во меѓународни проекти. Наставата исто така еден од клучните сегменти за афирмација на македонскиот јазик и македонистиката, и тоа преку студиските програми на сите 3 циклуси,
а во релација со меѓународната соработка, мислено и во насока на формирање заеднички студии, особено на втори и на трет циклус студии, што би подразбирало зајакнување на македонистичките студиски програми во славистичките центри надвор од државата, преку подршка на постоечките и отварање на нови, и обратно, подршка на македонистичките и славистичките студии кај нас. Поднатаму, реализација на билатерални и меѓународни проекти, користење на фондови за стипендирање кандидати чиј предмет на интерес се македонскиот јазик, македонската литература и култура, организирање на научни конференции. Во пресрет на една од конференциите ја користам можноста да ја најавам 22-та меѓународна научна конференција на Комисијата за словенско зборообразување при Меѓународниот славистички комитет во организација на Филолошкиот факултет Блаже Коневски и катедрата за македонски јазик, која ќе се одржи следната недела, токму овде во Охрид, нашиот духовен и културен центар, преку кој македонскиот јазик ја промовира својата вековна традиција. Ваквите конференции представуваат можност да се најдат на едно место и да ги разменат своите професионални искуства од областа на славистиката, научници од целиот свет, со што местото на македонистиката само се потврдува во славистичките научно издржани и веќе со децении постоечки кругови, а нашето постојано присуство само ја отвара можноста за идна соработка во перспектива. Ваквите настани главно се поврзани со дејноста на оделни научни кадри, кои Македонија со децении ги создава и кои представуваат вистински амбасадори на сопствената култура и надвор од сопствената земја. Кадарот што го формира нашиот факултет, во кој што е вклучено изучувањето на македонскиот јазик заедно со останатите јазици, како и словенските, исто така промотор на македонскиот јазик и култура надвор од сопствената земја. Размената на студенти, можноста за семестрални престои и учества на семинари и летни школи, како и нивна вклученост во оделни билатерални и меѓународни проекти, создава потенцијални промотори за афирмација на македонскиот јазик и култура надвор од домашниот простор, како и размената на професорски кадар преку гостување на истакнати професори и научници во оделни области. Стипендирањето преку домашни европски фондови при тоа е важен сегмент за нивна реализација. Лично можам да ги пренесам собствените искуства од соработката со универзитетските центри во Словенија во изминативе 3 децении, како што се Универзитетот во Љубљана, со кој што имаме реализирано бројни проекти и објавено заеднички монографии, потоа Универзитетот во Марибор, каде што со меѓусебна соработка оформивме кадар кој во овој момент ја води македонистиката, а во таа насока и соработката со Приморскиот универзитет во Копар, преку заедничко менторство на докторант, чиј предмет на истражување во докторската дисертација е токму македонскиот јазик. Тука е соработката со други културни установи, како што се тоа друштвата на писателите, друштвата на книжевни преведувачи, потоа Агенцијата за книга, и на крајот би рекла форумот на словенски култури, како и други фондации, кои ги поддржуваат ваквите проекти, особено во превод на македонски книжевни дела на други јазици, а пред се на словенските јазици, меѓу нив и македонскиот, како што тоа веќе подолг период го прави форумот на словенските култури како фондација чија мисија е да ја оживее креативноста на словенските култури со цел да го поврзе словенското културно милје и да го представи во современиот глобален социјален контекст, во кој што свое место има и македонскиот јазик. И на крајот, само можам да посакам да продолжиме да чекориме постапките на светите браќа Кирил и Методи во насока на зачувување и афирмација на нашето македонско јазично, книжевно и културно наследство. Нека ни е честити векови денешниот ден, 24 мај, денот на словенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Благодарам. Почитувани присутни, премиере, министри, почитувани пратеници, членови на дипломатскиот кор, драги колеги, бидејќи како што кажа академик Марковиќ, наставниците обично се натренирани на 45 минути, ние сега се ставивме малку од другата страна и како добри ученици си ја завршивме домашната работа, напишавме текст. Овој пат сите како што гледате, така и јас, за да некако влеземе во рамката, во временската рамка. Местото на македонскиот јазик во словенскиот свет не може и не треба да се гледа само во некаков историски контекст или само поради генеалогијата, односно потеклото на јазикот кон одредено семејство, туку треба да се стави во контекст на кодификацијската и на посткодификацијската фаза, периодот по 1945 година и неговиот развој се до денес. Имено,
речиси 80 години по тој важен настан, ако направиме една ретроспектива или макар само панорамски поглед, ќе забележиме дека тестот на времето е положен. Македонскиот стандарден јазик функционира како јазик на администрацијата, се употребува во секојдневието, на него се создава богата литература и таа продукција има естетски вредности што се признаени во словенскиот свет, но и надвор од него во светот воопшто. Затоа треба да се насочиме на известна анализа и стратегија каде се наоѓа нашиот јазик денес и како треба да се развива понатаму, односно што можеме да дадеме ние за да се зацврсти неговото место на картата на јазиците во светот. Тоа што македонскиот јазик ни сите функционални стилови од неформален разговор во кафуле и на улица до можноста за надградба во така наречени секундарни моделирачки или моделативни системи кои според Лотман е всушност пишаниот јазик, односно јазикот на литературата, тоест известна како што вели тој семиотичка суперструктура, нели, значенска надструктура, денес уште повеќе се огледува во потребата да се анализира, да се развие и дури можеби да се насочи развојот на некои подсистеми, какви што се јазикот во дигиталниот свет, јазикот на интернетската комуникација или влијанијата на јазичната глобализација врз македонскиот јазичен систем. Самото тоа што македонскиот е рамноправен учесник и представник на сите системи и структури, на системот од знаци или пак на семиотичката суперструктура, од Потебња де Куртенија или Лескин, преку Сосир Блумфилд или Бенвениз до Бернштейн, Чомски или Падучева, или во македонски контекст Пулевски, Чуповски, Мисирков, или дури во поново време Михаил Петрушевски, Блаже Коневски или Крум Тошев, или во литературата, не знам, Поленаковиќ, Димитар Митрев или Милан Ѓурчинов, односно врз него, на него и преку него можат да се согледаат или да се аплицираат сите традиционални и современи лингвистички теории и погледи, покажува и така се зацврстува неговото место во јазичниот свет, овој пат јазикот сватен општо лингвистички, а не во национален контекст. Во следната фаза, тој е средство на кохезијата за корисниците на тој систем, па затоа и одлика и кондицио sine qua non, практично услов без кој не се може за постоењето одделна нација. По таа смисла, нападот врз јазикот, кој да е, во случајов македонскиот, е напад на нацијата и нејзино негирање. Додека науката без друго повеќе пати потврдила и се определила за македонскиот, политиката понекогаш знаела или знае да го стави под прашалник неговото место. Неговото место воопшто во смисла на постоењето или пак спротивно, потребата да постои подолго од што знаеме за него, па еднакво негирање, како на некои наши соседи, дека тој е нивни дијалект, е известна методолошка бласфемија на барање корени таму некаде пред 2000 и повеќе години. Но да се вратиме на основната поента, македонскиот јазик денес и македонскиот јазик во иднината. Јазикот во дигиталниот свет од една страна, наспрема дигитализацијата на јазикот од друга страна. Се отвора нова море можности за проучување на јазикот во дигиталната ера, но се наметнува и потребата од дигитализацијата, така да ја наречам, на јазикот, што ќе отвори можност за негово поподробно истражување. Нам ни требаат проекти и проучувања, но отворени ресурси за пристап и на домашните, но и на странските научници до алатки, средства и пред се корпус на македонскиот. Например, македонскиот е велат единствениот јазик во Европа без свој дигитален корпус. Минатата година Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје се одвиваше проект за подготвување техничка документација за создавање таков корпус. Предходно пионерски чекори се правеа и во Ману, а поединци од двете институции денес учествуваат во меѓународни конзорциуми каде што се работи во овие сфери. Значи, имаме некаков потенцијал, знаење и можности. Нужно е науката да се обедини, со оглед на ограничените ресурси и финансиски и човечки се разбира, со кои располагаат научните институции и државата, а тие пак државните институции сесрно да ги поддржат и да ги координираат напорите за воспоставување модерни и современи технологии во проучувањето и дигитализирањето на јазикот. Се разбира, паралелно со тоа, треба да се одвиваат известни капитални проекти што другите јазични средини ги имаат заокружено, а нам ни се потребни за да се етаблираме сосема и докрај. Покрај корпус, тука и академската граматика, можеби дигитализација на ракописите од така наречената македонска редакција на црковнословенскиот, но и воопшто поголема застапеност на теми од областа на македонскиот јазик во традиционалните и во новите медиуми, преку што ќе се обезбеди и негова популаризација. Не постои закон, нека идеален, а таков сигурно не постои, што може да ја подобри позицијата на некој јазик без длабока култура на негување, вложување и истражување, но и силно образование во тоа подрачје.
Но за да се дојде до тоа рамниште, неговата регулација без друго е нужна и во тој поглед гледам дека се прават известни исчекори. Ако ние сме мал јазик, според бројот на корисниците, ако двојно или тројно помалку говорители имаме во однос на некој друг јазик, тоа значи дека 2 или 3 пати повеќе треба да работиме на неговото проучување и афирмација, зашто само тоа е клучот со кој денес може да се популаризира и да се надправи атрактивен и за оние на кои име прв јазик, мајчин, да го студираат и да го користат, зборувањето убаво да биде престиж, како што спомена еднаш професорката Пановска-Димкова, но и по тој принцип да им се даде, според сите современи методолошки узиси и норми, и на оние за кои е тој втор, јазик на средината или странски јазик. И тука веројатно треба да завршат сите идеолошки и политички разидувања, бидејќи јазикот треба да не обединува, а веројатно македонскиот и да не построи зад себе. Нека е за многу години. Ви благодарам. Да ви пренесеме наши видувања, еден пресек, уште од старословенскиот период, и хронолошки, и типолошки, и структурно, и еве со колегата, и погледот кон иднината, се обидовме да го прикажеме, се надевам дека со овој панел, еве, завршуваме. Да, се извинувам, декларацијата, според протоколот, колегата Бобан Карапеовски ќе ја прочита на плаошник, така што мислам дека со ова тука завршуваме. Ви благодариме.